Добро, кога сме веќе во зумот на камерата, да најавам дека со мене во студиото Александра Бубевска, мојата колешка, а таа ќе го најави својот гостин. Да, наш гостин е Диме Илиев, нашиот познат филмски и театарски актер, кој што од лани е во пензија, но тогаш им порача на режисерите да го бараат. Како сте ова утро, господин Илиев? Па, добро, пријатно, убаво ми е. Поздрав до гледачите. Нема пензија за артисти, јас колку што знам како да, се довида. Така се вика, ми викаат нема пензија за артисти, што е артист пензионер нема, јас викам нема, ама има пензионер артист. И се знае, тоа се гледа. Сакам да ве прашам нешто. После оваа вест за Неда Арнерич, вие знае нашата публика, вие го игравте Петко во култниот филм на македонската кинематографија, Исправи се Делфина. Кога последен пат ја видовте Неда Арнерич? Кога се сретнавте со неа последен пат? Тоа беше многу брзо, пред 3 месеци. Беше во Битола. Ако имам време да кажам како беше тоа, ме поканија, директорката на Домот на култура ме покани, бидејќи Неда гостувала таму со уште еден наш колега од Белград, Феѓа Стојановиќ. Има дуодрама и вика да ја изненадиме да ја подариш цвеќе. И отидов таму, она не знаеше ништо, заврши представата, аплауз и дадоа на цвеќе, не знам да однесиме таму, додека Маја го даваше цвеќето на колегата, јас и го давам цвеќето на Неда и она хвала господине, викам, се сеќаваш на мене, ме знаеш кој сум? Викам не. Викам додека ти беше Делфина, јас бев Петко. Не знам што да ви кажам, беше тоа уште да падни цвеќето, едно изненадување, едно, не знам, тука едно гушкање, едно прегрнување, едно се немаме видено, не знам, скоро 25 години и така. После тоа имаше некој интервју, на вечер останавме, тоа беше нашата последна средба. Прекрасна жена, прекрасен артист, професионалец. Животот е многу суров, чуден. Знае да си поигра со луѓе и тоа е тоа. Да се подсетиме како беше во тие години, кога го снимавте филмот. Таа беше тогаш веќе голема југословенска звезда. Вие бевте исто познат актер, но таа беше во Југославија многу позната веќе во тоа време. Она беше југословенска звезда, јас воопшто не бев познат актер. Јас до тогаш имав бев една година на работа и има снимено само една ТВ драма со слушувањето на железничарот, од која што и ме зема во филмот веднаш да бидам. Беше многу интересно самото снимање. За мене она беше звезда и од почеток ми беше така што ќе биде како, но она беше професионалец, беше човек кој што сакаше да работи. И не знам, после снимање, не знам, вечера и веднаш се повлекуваме, јас и она, сакаше да го учи текстот, не сакаше да греши на снимање, сакаше да го научи македонскиот. Така што кога имавме утре дента снимање, јас и она повеќе работи за да повеќе текст и така, ние вечерта бевме спремни. И една анекдота ви кажал, бевте 14 години, 15, не знам, имаше еден филм Вишна од Ташмајдан, Вишња од Ташмајдан, тоа и беше меѓу првите филмови. Кога јас го снимав Делфина и кога беше Делфина, премиера на Делфина беше во Неготино, во моето родно место, така го направија. Тогаш Коста Крпач беше шеф за пропаганда, за реклама, ама не е овој Коста Крпач што почина сега, негов чичко. Добро. И бидејќи јас требаше да одам војска, прашаа дали може да се организира тоа во Неготино. Тоа беше Неготино, мало Неготино, Холивуд, со црвени килими, со се. Тоа брат ми го организира. Тоа беше прекрасно и тогаш другар ми кажа, ми вика, се сеќаваш пред 7-8 години кога рече јас со ова девојче, со ова глумица ќе снимам филм. Јас сум го заборавил тоа кога ја гледав. Ме заљубени тогаш сите млади во Неда. Јас сум рекол, јас со неа ќе снимам филм. И сега кога го кажав во Битола тоа, беше незаборавно колку она беше изненадена од
од тоа предскажување. Мислам, не предскажување, ама ете така се случило да се погоди тоа. Инако, за време на снимањето бевме страшна која екипа, ви кажувам, се обложува, се кладеа на нас колку дублови ќе направиме. Ние правевме толку колку што е потребно за да има за продукцијата, никогаш не грешевме. Ниту она, ниту јас. Да. Но вие тука се разбира ја продолживте кариерата, па ве замолил да направите една споредба, еве сега последно беше глумевте во Исцелител, имате улога на Ѓорче Ставревски, кој што филм кој што исто така постигна голем успех, многу награди зеде. Можете ли да направите една споредба филмовите тогаш, во тоа време и денес како се снимат? Како е да се работи со оваа нова генерација македонски режисери? Морам да кажам дека прекрасно е да се работи, од тоа како беше тогаш и како е сега, тоа е разлика, не знам, од тука до небо, од самата техника, од сето тоа што го има, од сето тоа што луѓето сега го знаат, што тогаш се учеле, не знам, ние снимавме, па одевме во Белград да насинхронизираме. Во Македонија немаше ни студио на синхронизација. Тамо се развива филмовите, тука немаше ништо. Сега се прави компјутерски. Сега се е, како да кажам, не знаеш што е, во нешто волкаво, па ти вика, пази, ова е камерата, сега те фаќа, те снима. Еве, ќе ви кажем еден пример со Милчо додека снимавме, иако ме прашавте за работата со Ѓорче, беше прекрасно. Да. Јас имав епизода тамо, ама се забавувавме и беше прекрасно. Екипата, многу е важно екипата кога ќе се погоди. За таа техника и за ова што прашавте како е снимањето тогаш и сега. Снимавме во Охрид и цел ден истураше дожд. Јас имав нешто, требаше и во куќа, во нашата куќа да снимаме, а требаше и нешто на брегот, тамо со синот да снимаме. Тој ден многу врнеше. Ние треба да се бајле, из Грејсонце, таткото и синот седат, и она за мене култна реплика, која синот, јас го прашувам како со жена, ти знам дека не е во ред. Он вика, а ти како издржуваш со мама? Јас нема одговорам ништо, викам, гледај колку убаво изгри сонцето, не знам, езеро. И сите мислеме дека нема снима и наједнаш ми кажуваат, ајде преоблекувајте се, одиме на таа сцена, па кај ќе снимаме по овој дожд, по. Ние кога стигнавме градиште, тамо тоа сето беше покриено, наместено, не знам, врни, па викам, што правиме сега, се познава по кошулата, по после во филмот, Милчо вика, тоа е моја работа, ти не се секирај, ти оди, бркај твојата работа. Јас во филмот гледам дека јас сум облечен во джемпер, нема капка дожд, нема ништо, се си убаво, они снимиле едно изгресонце, едно прекрасно мирно Охридско езеро. Просто да не поверуваш. И сега, разликата од тогаш и сега, кај што тогаш се снимаше на лента, па не знам, се развива тој филм, се носи во Белград, се враќа. И сега, тоа е многу голема разлика. А сега е подобро, во исто време и тон снимаш, се снима. Театарскиот работен век го завршивте или се пензиониравте во Драмскиот театар. Последни улоги ви беа Фестен кај Зоја Бузалковска и Лет над кукавичиото гнездо. Можете ли да направите разлика еве и во театарот, во драмски беше во тоа време, навистина еден од водечките театри во тогашна Југославија? Многу ми е тешко, ама сум го кажувал ова многу пати, ќе го кажам и сега. Драмски, после нешто се збори, последните 15 години, не знам, стагнира, го нема, почна да губи публика, што мислам дека веќе некои работи се сменија, ќе се врати драмски на старото. Зависи од управата која зависи од представите кои што ти ги фрлаат од некаде, вие ќе го работите ова, иако знаеш дека тоа е судено на пропаст пред тоа, лош текстови, неспремни режисери. Не е тоа до смена на генерации за артисти, еве ги артистите, викам се тука, земете го, кој од тие секој што се спомнуваат артисти, еве го Чоре, еве го Мето, не знам, тука се земете за по 2-3 илјади колку што плаќате, ќе дојди секој.
Представа се симна од репертоар заради тоа што некој требало да го плаќа чоре. Отишол и рекол на директорката: "Девојче, ти знаеш ли дали ја сакам да ја играм без пари представата или 2000 се многу, барем автобусот да ми го платиш или пробит?" Зависи кој управува, и кој кажува дека во драмски ќе работи тој и тој, зависи кој се на власт, зависи кој сака да оправда нешто кај што се фрлели милиони со прекрасна техника. Кај нас уште со оние фуни и стари, ги викаме рефлектори, кутии, се работи. Сето тоа придонесува. Да, влијае. Па влијае реклама. Порано ќе снимиме 2-3 представи, 3-4 представи во годината, и кога ќе ја снимиш таа представа од репертоар, по телевизиите ги дава ако реклама. Они си потполнуваат програм, а за тебе е тоа реклама. Сега нема ништо, не можеш да видиш секој. Не, јас со интернет не работам. Секој не работи со интернет да знае која представа е вече во драмски. Ако не видиш на телевизија или слушнеш на радиото или во вестник што е. Сакам да ве прашам, еве, за крај. Вие им порачавте, лани се пензиониравте, добивте наградата за животно дело Петре Прличко, и порачавте на режисерите: "Тука сум, барајте ме." За актерот нема пензија. Еве и сега им порачувам: тука сум, барајте ме. Не можам да седам без работа. Многу сакам да работам. Јас викам додека ме држи мозок и нозе, сакам да работам. Јас не знам ништо друго. Јас сејалица не знам да завртам дома, не можам со друго, а во зграда да седиш не знам, погубно за еден човек што 44 години и кога сум имал работа и кога сум немал работа, сум бил во бифето и сме биле сите. И тие што не сме имале проба, и сите, и бевме една фамилија. Сега сме, мислам дека ќе оди на подобро. Ви посакувам сепак да ве повикаат, да ве поканат, и секако дека ќе ве поканат. Вие сте сепак легенда една на македонскиот театар и на македонскиот филм. Ви благодарам за ова гостување.